Деловното преговарање е многу значајно за успехот на компаниите, а онакон што треба да се стремат менаџерите и собствениците на компаниите е да применат добра тактика во деловното преговарање, се со цел да постигнат успех, од кој многу ќе зависи идниот тек и активностите во една компанија. Во емисијата Профит, говорејќи за деловното преговарање како тема, ќе ги понудиме и остатокот од содржините кои што може да дадат голем бенефит и да ги насочат многу повеќе менаџерите или собствениците на компаниите кон тоа како е правилното деловно преговарање и како да бидат поуспешни во тој процес. На оваа тема, во продолжение на емисијата, мој соговорник е доцент доктор Лазар Ѓуров, професор на Воената академија и на Бизнис академијата Смилевски и консултант во Институтот Симбиотика. Професоре Ѓуров, во првиот дел на емисијата, чинам се обидовме барем еден поголем дел да покриеме од она што е важно за темата деловно преговарање. Посочивме дека треба да се размислува секогаш стратешки, да се подготви тој процес на деловно преговарање и да се пристапи подготвен во самиот процес, за да може да се очекува успех. Она што би сакала во продолжение, анализирајќи темата за деловно преговарање, е малку подетелно да ни објасните околу фазите за деловно преговарање и што е најважно во фазите. Она подготвителна фаза, како што напоменав, е многу значајна, но еве вие тоа ќе ни го објасните повеќе. Преговарањето не е спонтан процес. Тој може да се подели во неколку фази. Првата фаза е предфазата, која што можем да кажем дека е една од може би најважните фази, бидејќи во неа се прави подготовка за преговарањето. Потоа следуваат и другите фази. Накратко ќе кажам по нешто за секој од нив. Значи во предфазата се прави истражување за елементите за кои што сакаме да влеземе во преговори. Тука се дефинира нашата потреба, нашата позиција. Едно е нашата потреба, колку реално сме спремни да платиме, со кои услови, а друга е како ќе настапиме, бидејќи секој настапуваме со повеќе. Потоа е дефинирање на нашата батна, односно нашата алтернатива ако преговорите не успеат. И истото на другата страна. Што претпоставуваме дека ќе биде нивна почетна позиција, но што е нивната реална потреба и што е нивната алтернатива. Секако влегуваме во анализа и на понудата. Што се силните и слабите страни, од наша страна и од нивна страна. Тука е многу интересно да споделам еден случај кој што го имаме со студентите кога го работиме овој елемент. И даваме обична пластична чаша и кажуваме најдете ги силните страни. Што е позитивно, ти е прават листа. Сега во исто време после добиваат следна, после кога ќе ја завршат тој дел, добиваат следна задача да ги најдат слабите страни. И обично тешко и оди, но она што е важно да ги научиме дека преговарачот мора да има таков сенс, многу брзо да препознае што се силните страни и што се слабите страни на една понуда. Бидејќи тоа понатаму ќе го искористи во преговорите. После завршувањето на предфазата, кој што е многу важна и не ориентира во преговарањето, стапуваме во контакт, правиме некаква ритуална размена, запознавање и така натаму. Таа може да трае од еден обичен разговор од 5 минути до неколку денови или месеци во кои што се гради релацијата со другата страна. Потоа следува фазата во која што ги декларираме меѓусебните потреби, што барате ви од нас, што нудиме ние за да се. И после влегуваме во фазата на преговарање, односно на она што за нас се вика преговарање, убедување, разгледување на елементите, се до моментот кога ќе го најдеме решението за нашите заеднички интереси и на крај фазата на потпишување на договор во кој што се што е договорено се става детално на хартија, двете страни се потпишуваат и се обврзуваат да го исполнат во потполност. На крајот секако е задоволството најголемо кога ќе се постигне договорот и особено делот кога ќе се стави на хартија, затоа што честопати моментот кога се пружа рака и се официализира можеби деловниот преговор или успехот во тој деловен преговор, не е завршена целата работа, треба да постои документ кој што веќе ќе ја официализира целата работа во Тука би сакал да додам дека некогаш карактеристично за македонскиот бизнис е дека се сведува на пружање на рака, но тоа не гарантира дека сделката ќе биде реализирана. Може да биде од ненамерни и од намерни причини. Може да биде од ненамерни причини различно да било разбрано, може да биде од намерни причини некои работи да се запушат. Затоа моја препорака е се што е договорено да биде детално ставено на хартија. Двете страни да се согласат дека тоа што е ставено на хартија е во суштина тоа за што се договориле,
подпис печат, по можност заверка на нотар и тоа е договорот на кој што двете страни стоиме. Бидејќи на почетокот е добар амбиентот, но ако немаме ставено на хартија, многу лесно можат работите да бидат извртени. И таа еуфоричност може би од успехот на некој деловен преговор или постигнување на договорот, тој преговор може честопати да биде и многу непосакуван за компанијата и за идните активности. Има многу такви случаи. Јас ќе ве вратам на она што го споменавте како термин батна. Што значи тоа и каков пристап да имаат со ваквата терминологија менаџерите? Батна во суштина во превод значи the best alternative to negotiated agreement, односно што е алтернативата како замена за ова за што преговараме, односно план Б. Ако ние сме влегли да преговараме да купиме автомобил во одредена класа за цена од 15.000 евра, ако во меѓувреме договориме алтернатива да набавиме таков автомобил за 14.000 евра, тука преговараме се додека се движиме во сума во која што е повисока од таа што нас ни одговара. Во моментот кога ќе дојдеме во ситуација оваа понуда да не ни е добра, ние можеме да излеземе од овие преговори и да си го реализираме тоа што ни стои како резерва. Значи, во преговарањето бизнисменот мора да изгради резерва, бидејќи ако тргнува како на единствена алтернатива, тогаш имаме проблем. Например, можете да замислите, влегува во преговори човек кој што за себе има земено кредит, влегува во сделка, сака да направи сделка. Ако тој нема алтернатива како, ако оваа сделка не успее, ќе направи друг бизнис, тој се ќе направи да ја добие оваа сделка и тогаш ќе биде доведен во ситуација да прифати многу услови кои што не му се прифатливи. Значи, многу е важно бизнисмените во почетокот да дефинираат своја батна, односно резервен план, за кој ќе влезат во договорите, знаат до каде одат. Ако тоа не се случи, ти одат на втората варијанта и се обезбедени да не влезат во некаков договор кој што на долг рок нема да ја донесе бенефит. Во преговорите сигурно постојат и тактики кои што можат многу да помогнат за да бидат поуспешни. Може ли да ни откриете некоја тактика, еве и да биде во насока на размислување, можеби корис на менаџерите? Тактиките се најзабавниот дел од преговорите. На почетокот е истражување, после размена и после влегува оно најинтересниот дел кога двете страни се надмудруваат. Традиционално ние знаеме некакви тактики, една од тактиките си ја фалиш понудата. Тоа што кажуваме многу убаво. И со тоа си оправдуваш цената, сите услови што ги даваш. Втората, нели исто традиционално, ја напаѓаш, ама има мани, ама каросеријата е стара, ама ова гумите не се сменети, значи втората е напаѓање. Сега тие се традиционалните. Третата која што е традиционална иста, има интересно име, парчиња салама, односно ценкање. Вие спуштате малку, јас спуштам малку и полека ќе се најдеме на средина. Меѓутоа, освен овие, постојат и многу други тактики кои што навидум изгледаат спонтано ако е некој неискусен преговарач. Една од нив е тактиката на добар и лош полицаец ако се преговара во пар. Доаѓам со партнер, јас сум тој кој што е лош и никако не попушта и случајно заминувам во тоалет. За да мојот партнер кој што е добронамерен се обидува да види колку вие сте подготвени да спуштите. До тактики во кои што нели исто веројатно ни е познато ако сме биле во било какви преговори, имам човек кој што веќе е заинтересиран. Чи многу е брзо да одлучите бидејќи тој може во секој момент да се јави. Има многу аспекти, многу тактики и варијанти кои што ги применуваат искусните преговарачи и интересна е таа игра да се гледа бидејќи ако се најдат двајца искусни преговарачи, тие многу брзо ја читаат тактиката на другиот и спремаат контратактика. Но треба и внимателност на оние помалку искусните во преговорите, затоа што може многу лесно да бидат надмудрени од оние добри тактичари кои што се во тој деловен преговор. Апсолутно, ако значи едно е истражувањето, друго е искусниот преговарач секогаш тежне да добие повеќе. Но ако најде од другата страна на исто така искусен преговарач, тој ќе направи контратактики. Контратактика во смисла земи или остави за да види дали вие имате батна. Ако имате батна, ќе си отидете, ако немате, пак ќе се вратите. И ако е искусен, тогаш преговорите ќе се сведат на реалната цена која што пазарот од прилика ја диктира. Ако вие сте неискусен, може да добиете да другата страна се избори на цена на која што
просто ќе биде многу голема, ама тоа е затоа што вие не знаете да учествувате во преговорите на соодветен начин. Така да тактиките се многу важни, постојат многу, ние на листата кој што работиме на обуките и на предавањата се 24 на број. Сега јас некој ви нафрлив, не знам, некој од нив, например, доаѓа преговарач кој што кажува дека не го знае јазикот и користи преведувач. У суштина го знае јазикот. Наивните преговарачи во периодот додека овој зборува, му преведува, зборуваат за сделката. Зборуваат за работи што не смеат да ги кажат, не знам, да попуштиме или да не попуштиме, ајде да пробаме. Преговарачот го знае јазикот, го слуша тоа што е кажано и продолжува да ја игра играта. Значи постојат многу суптилни тактики кои што затоа треба и внимателност. Многу внимателност за да не се падне на таа игра. Многу значено за деловното преговарање и временската рамка, докаде може да се остави простор за размислување, кога треба да биде на оптимално време, кога треба да заврши целиот деловен преговор и да има резултати. Може ли тука малку да анализираме? Уникатно е, бидејќи има договори што може да се случат од една средба. И има договори кои што траат подолго. Сега тие што траат подолго може да ги класифицираме во два дела. Тие што се посложени и реално треба да траат подолго. Например, има многу елементи за договарање, сделката е сложена, треба да се многу продукти, да речеме, или услуги се разменуваат и тука за секој од нив треба да се договара. А има и такви што траат подолго заради користење на тактика. Се користи, например, тактиката земи или остај, па чекаш да видиш дали другата страна ќе се јави, па откако ќе се јави пак се среќаваме, па тука имаме тврда тактика, не попуштаме, ај видете, ај да се консултираме, па се уведува второ ниво, вие договарате, па викате чекај да одобри директорот. Значи, некои се зависи од состојбата. Да, некои договори, некои преговори траат долго заради тактика, некои заради реално, кое правилно, нема правилно, зависи од ситуацијата, зависи од тоа колку се искусни преговарачите. Најдобро е да бидат што е можно пократки и поефикасни, но се зависи за да нема можеби дилема, неизвестност. Не може да нема неизвестност, бидејќи преговорите се неизвестни и тоа е она што е многу интересно за тие што сакаат авантури. Да, влегувате во нешто во кое што не знаете како ќе излезе. Тоа е еден голем театар, една голема психологија, една голема возбуда, една голема игра. Сите сакаат да бидат победници, се надмудрувате и на крајот има резултат, нема плюс-минус. Ќе направите и ќе видите, добро, ја планирав 200, мама испадна 150. Кај паднав, реално, нереално. Може би тој адреналинот што луѓето ги држи во бизнисот, затоа што тој не може секој да биде бизнисмен и предприемач, она чувство кое што го имаат внатрешно, кое што ги носи предприемачите, пред се е нешто што дава успех или неуспех на секој бизнис и на секоја компанија. Преговорите се многу возбудливи и стресни и е нешто што е страшно интересно, ама не е за луѓе кои што сака да води бизнис. Оние кои што се со послаб стомак не влегуваат во такви игри. Јас тука би се надоврзала и околу убедувањето, велиме многу динамично, многу неизвестно, предизвик, докаде треба да одиме со убедувањето, дали може би треба да се оди до онаа граница, постојано да убедуваме додека не дојдеме до моментот на успех, да биде она што сме го замислиле. Кога убедувањето изгледа дека убедување не е ефикасно. Значи, убедувањето треба да биде на начин на кој што другата страна можеби нема ни да биде свесна дека ние работиме на убедување. Значи, искусните преговарачи тоа добро го знаат. И тоа е, можеби, најинтересниот дел, најсложениот дел. Како полека другата страна да ја донесеме до одговорот да. Да, ја прифаќам сделката. И сега тука има, науката многу има направено во истражување на тие аспекти. Сега можам да ви кажам 6 елементи кои што веројатно ќе ги препознаете во маркетингот, многу се користат. 6 елементи кои што се клучни за да убедуваме. Прво, она што го открила науката, дека луѓето се склони да вратат на добро со добро. Ако ние се сретнеме и јас ве однесам во кафејана, ве почастам, ви дадам репрезентативен материјал, сум коректен со вас, природно ви доаѓа вие да ми вратите со иста мера. Тука доаѓа моментот со агресивно однесување. Кога вие сте агресивни со мене природно ми доаѓа да се бранам и тука нема многу простор за договарање. Значи, едно е реципроцитетот, на добро со добро човек враќа. Вториот елемент е допаѓањето. Ако преговарате со некој кој што човек ви се допаѓа, не само физички, туку како човек, како енергија, како начин на кој што се однесува со вас ви доаѓа природно со него да сакате да седите на маса. И тука преговарањето полесно оди.
Нели затоа позитивна енергија. Па не случајно и некогаш и на маса се носат и придружби кои што се особено убави за да тоа се постигне како елемент кај другата страна. Следниот елемент кој што пали во преговарањето или во убедувањето е авторитетот. Кога вие ќе се повикате дека нели не случајно во рекламите за пасти за зави се појават луѓе со бели мантили. Затоа што тие покажуваат дека се доктори и ние на докторите им веруваме. Четвртиот елемент кој што е важен во убедувањето е дека социјалната оправданост. Ако јас кажам дека ова што ви го продавам веќе го купиле 100 луѓе, вие полесно ќе го купите. Имате две бурекджилници, во едната има гужва, во едната нема никој. Вие застанувате таму кај што има гужва. По автоматизам велиме. Бидејќи сигурно кога луѓето купуваат таму е добро. Значи во преговарањето, во убедувањето вие треба да илустрирате дека тоа што го нудите веќе луѓето го купиле. Значи да биде убедливо. Да покажеме дека тоа веќе е прифатено. Следниот елемент е дека има недостаток. Значи кога ќе видите на рафтот дека има уште 5 чоколади, веќе другите се купени, вие сакате да земете зашто ќе снема. Она чувство кое се јавува во тој момент. Да, дека ќе снема. И последниот елемент е дека луѓето сакат да бидат конзистентни, кога нешто ќе кажат, да се држат до него. Ако вие речете на почетокот создадеме амбиент, ајде да пробаме да направиме договор, да биде фер за двете страни, вие се сложите, во преговорите ќе имате тенденција да се сложите и да пробате да извадите сделка. Убедувањето е многу интересен дел, бидејќи тој не е она класично убедување, ајде сложи се. Тоа е една игра која што полека ве носи во состојба на умот да кажете да. Дури интересно, говорот на телото има еден интересен момент, сега можем да го споделам, би бил сигурно интересен за гледачите, се вика mirroring, односно огледување. Ако јас се обидувам, ако го правам истите позиции што ги правите вие со телото, ако земете да се напиете и јас се напијам, спонтано кај вас се создава внатрешно чувство на допаѓање и на позитивност. Чи, не знам, имаше една интересна слика од Обама и Путин кои што седат во типично идентична позиција. Толку се искусни што може да го копират и говорат на телото. Чи убедувањето е страшно интересен аспект. Тука науката може многу да, и да многу помага и едукацијата во тој дел е тоа е елементот корисна. кој што фали кај нашите преговарачи во Македонија, кои што не се едуцирани многу за да можат спонтано тоа да го прават. Дали секогаш треба да се дојде до крајниот момент, односно до договорот во едно деловно преговарање? Мој совет е дека секои преговори треба да завршат со писмен договор. Детален, кој што двете страни ќе го одобрат и со тоа гарантираме дека ќе биде применето така. Ако не го направиме тоа, може да биде ама ја не мислев така, ама јас мислев вака, не сме се разбрале добро, а веќе сделката почнала, нарачката е нарачена, парите пола се префрлени и тука може да настане буквално каша попар. Се на хартија, подпишено, по можност на нотар заверено, чиста сметка, има потреба од промена, анекс. Тоа е, значи, јасни. Препораката Апсолутно. до менаџерите. И уште, може би, делот кој што остана е околу странските партнери и начинот на преговарање, договарање во една таква состојба. Интересно е за преговарање со странци е дека секоја култура има различен аспект на преговарање. Најкарактеристичен пример што ќе споделам е Јапонија. Американците кога почнале да прават бизнис со јапонците, они се типична култура која што многу брзо преоѓа на сделката да се договориме да направиме договор да одиме понатаму. Кога отишле и почнале да преговараат, имале страшен неуспех. Зошто? Бидејќи јапонската култура се базира на доверба и на бизнис на долг рок. Ако јас сакам да склучам договор со вас, јас сакам да се обезбедам дека вие сте човек на место, на кој што можам да му верувам, и дури после ќе збориме за бизнес. Нема брзи решенија. Така, кај нив фазата на ритуална размена трае многу долго. Американците го форсирале тоа и овие доживолеле дека сакаат да ги измамат. Значи многу е важно да ја познаваме културата и соодветно да се прилагодиме на нив. Ако не ја знаеме културата, можеме да направиме сосема погрешен пристап, кој што и воопшто не доеме во ситуација да разговараме. Едноставно да не отфрлат заради нивна интерпретација на нашето однесување како погрешно.
Професоре Ѓуров, еве, анализирајќи ја темата поврзана со деловното преговарање, чинам дека дадовме многу корисни информации, насоки, пораки до менаџерите, се со цел да го вршат тоа деловно преговарање и на крајот да имаат поголем успех, а она што сакаме е да бидат компаниите поконкурентни, поуспешни, а со сите оние техники кои што треба да ги применуваат во целокупното работење, меѓу кои и деловното преговарање. Се надеваме дека ќе го постигнат тоа. Јас останува да ви се заблагодарам за учеството во емисијата Профит и се надевам дека помогнавме во делот на оваа тема да ги насочиме и упатиме компаниите. Ви благодарам на поканата и јас се надевам дека помогнавме и посакувам успех на вашите гледачи. Во процесот на деловно преговарање важни се повеќе фактори од кои што во иднина ќе зависи успешноста или пак неуспешноста на деловните преговори и на крајот успехот. Во Бизнис Академијата Смилевски побаравме помош од студентите кои што се едуцираат и кои што во иднина треба да бидат можеби на менаџерската позиција, за да видиме на кој начин треба да се направи деловното преговарање, со тоа што ќе се понудат две опции, кој е правилниот начин, но и каде грешат можеби многу менаџерите, оние кои што преговараат, кои што се во деловните преговори во компаниите. Во продолжение на емисијата Профит ќе го видиме и овој дел поврзан со темата околу важноста на деловното преговарање за компаниите и за нивната успешност. Првичниот впечаток и градењето на позитивна релација со клиентот со кој преговараме е еден од важните аспекти на убедувањето. Во овој инсерт имаме несрдечен пречек, непосветување на внимание, зборување на телефон, тоа со сигурност ќе предизвика негативно чувство кое ќе влијае на конечниот исход од преговорите. Во вториот случај имаме добар пример за срдечно пречекување, првичен пријатен контакт, размена на репрезентативен материјал и визит картички, што ќе влијае на градењето на позитивно чувство за релацијата што со сигурност ќе го активира системот на добра да се врати со добро. Преговарањето не треба да биде и наетење. Тоа не смее да се сведе на лично препирање и наетење, ниту пак да се користи подценување и омаловажување на преговарачот. Тоа што е мал хотелот не значи дека треба да ја дадам цената толку ефтина. Јас сум човек од голема компанија кој што дошол и ти вика 150 евра. Знаеш кој примате да имаш мојата компанија од твојот хотел? Ако си ти од толку голема фирма, мислам дека можеш да си платиш за тоа што го сакаш, нели? Можам, меѓутоа нема да ти платам. Не знам баш дали можеш. Јас сум доден за 150 евра и 150 евра ќе бидат. Тоа е таа понуда што ти ја давам, ти можеш да си решиш дали сакаш или не, ако не слободно можеш да се одиш. Ќе се заменам. Преговарањето е процес преку кој преговарачот сака да добие поволна цена со одлични пропратни елементи за кои се преговара. Една од класичните тактики за преговарање е напад на цената преку истакнување на слабите страни или одбрана на понудената цена преку нагласување на силните страни. Исполнам се дека цената ви е 250 евра. Да. Дали ова е фиксна цена? Па Или може некако да се договориме? Да пробаме да се договориме, меѓутоа треба да видам нели вие што би можеле да понудите. Доста мал хотел. Има хотели кои што се во ваша близина, кои што се поголеми, поконкурентни, нудат подобри цени. Можеби не ги исполнуваат условите како што вие велите, меѓутоа сепак е пониска цена и јас сметам дека вашата цена може и како да оди надолу. Тие хотели, како што спомнавте, се доста поголеми, има многу други луѓе кои што ќе бидат таму, значи во близина нема да имате таа интимност која што ќе имате тука, плюс тие сали се многу поголеми, луѓето ќе бидат распоредени на поголем простор, нема да можете да го извршите предавањето баш така како што имате замислено. Така да нашиот хотел ви е малце посоодветен. Сакате да ми кажете дека по цена на интимноста на мојот обук, јас би требало да платам 250 евра, што е 100 евра повеќе отколку тоа што го бара конкуренцијата. При преговарањето треба да се знае дека цената не е единствената варијабла за која се преговара. Понекогаш понуда за сделка со пониска цена, но со подолг договор ќе не донесе до намалување на цената и поблиску до договор. Би можела да ја спуштам цената, со тоа што, значи, вие ќе имате луѓе од доста компании, од доста фирми кои што ќе бидат таму, можеме да поделиме наши рекламни материјали кои што вие ќе им ги доделите на нив.
Уште една дополнителна идеја, извинете што ве прекинувам инаку. Доколку сакате, бидејќи во минатото сме правеле некои вакви сделки со останалите компании, односно хотели, може да одржите промотивна презентација, може би пред нашите гости. Тоа би било одлично, Пример, може да се 10 на 15 направи. минути за време на паузата или нешто така. Дали има можност некои тие луѓе да останат во хотелот, Значи, понатака? Нашите учесници се луѓе кои што поседуваат бизнеси компании или се луѓе од невладиниот сектор кои што имаат невладин и работат со младински активизам. Во текот на преговарањето може да се примени тактика на земи или остави. Тоа е тест дали другата страна има силна батна, тоест резервен план. Во тоа тестирање, другата страна може да одговори на контратактика, дајте ми време за размислување и играта на нерви и исчекување продолжува. Значи вака, као што споменав, имате конкурент со кој што почнавме некои благи преговори, именно тие нудат сума со 40 евра за користење на нивните простори. Меѓутоа нас искрено баш и не ни одговара просторот, со тоа што јас сум спремен да дадам сега понуда од 170 евра, со тоа што ви велам. Или ја зимате или оставате. Значи јас сум спремен во моментот да излезам и додам кај конкурент. За ова ќе треба малку да се размисли, значи во моментов не би можеле да се одлучиме, убаво што сте нели се уште во преговори со други конкуренти. За цената да се договориме, значи да се видиме уште еднаш за да бидеме сигурни. Јас ќе размислам исто и за менито кое што ви го нудам за кафињата и за пијачките и уште еднаш да се видиме да се договориме. Ако преговорите дојдат до финална фаза, потребно е да се направи јасно дефинирање на договореното преку парафразирање, секако да се случи традиционалното ракување и договарање за финализирање на сите елементи во писмен договор. Во првиот инсерт имаме само потврдување на цената без деталите и без договарање за потпишување на договор. И уште да кажам, значи сумата е 200 евра, како што се договоривме. Да. Тоа е тоа. Вред, многу беше што правевме бизнес. Договорено. Супер, пријатно. Во вториот инсерт имаме пак пример за поправилно одработена последна фаза од преговорите. На крајот деловните преговори треба да завршат со точно парафразирање на договорот и ставање на истиот во писмен договор. Понудата што ја дадовме, ја размисливме, значи земавме во обзир нели се дека и понатаму ќе соработуваме доколку овој договор го средиме. Исто така значи нели за пијачките размисливме и се тоа, меѓутоа најниско е што можам ја спуштам цената до 200 евра, доколку е во ред. Тоа е прифатливо. Со тоа што ајде, после бидејќи нели 2 дена помина, да сумираме што точно вие минудите за тие 200 евра. Значи, го имате хотелот, нели салата на 2 дена. Имате 2 кафиња со вода плюс има сокови, пијачки, било што и да треба. Попуст на менито? Попуст на менито, доколку решите значи да останете за ручек или нешто друго, имате 15%, значи за сите ваши луѓе кои што ќе дојдат и овие исти услови ви можете да останете за следен семинар доколку се одржува. Понатака како ви одговара. И тоа е опремата нели тука веќе договорена, тоа е тоа. Вред, ако добро ве разбрав, значи се работи за 2 дена ние препуштате салата, значи опремата ќе биде наша, значи за користење, климата ќе биде средена. Да, ќе има наш човек постојано. Пар ќе имате присутен, значи ќе ви направиме блага промоција на хотелот, сега да не претераме многу. Исто така, значи, ни давате 15% попуст на менито. Да, тоа е. Тоа. Во ред, да се договориме, значи, потребно договор да се направи. Важи да го потпишеме само. Еве сега. Официјално. Официјално се договоривме. Како да направиме се договоров? Можам јас да го направам и да ви го испратам на мејл. Одлично. Со тоа што временски рок за договорот бидејќи исто до крајот на денот ќе биде готов. До крајот на денот, супер. Уште останува да се договориме кога пак да се видиме и да потпишеме. Кога ви одговара, тоа е. Стручните во оваа проблематика велат дека во процесот на деловно преговарање треба да се следат и важните аспекти затоа што не само економската теорија, туку и праксата покажува дека треба да се оди подготвен во процесот на деловно преговарање, а особено ова е многу значајно кога се преговара со странски партнери, затоа што тие во многу ќе имаат влијание и од различните култури и од начините на кои што се врши тоа деловно преговарање во нивните земји. Затоа менаџерите и собствениците на компаниите треба секогаш да бидат подготвени за процесот на деловно преговарање.
Деловното преговарање е многу значајно за компаниите затоа што од успехот во деловното преговарање во многу ќе значи како ќе се одвива работењето на компаниите и какви резултати ќе постигне. Стручните во оваа проблематика велат дека треба да се подготви процесот и фазата на деловно преговарање, а она што беше потенцирано и во текот на емисијата Профит од стручните во оваа област е дека компаниите, собствениците и менаџерите треба да имаат сериозен пристап во сите фази на деловното преговарање, да ги следат тактиките кои што можат да ги применат во различни состојби и на тој начин да се стремат да постигнат успех. Од успехот во деловното преговарање ќе значи и напредокот и развојот на компаниите. Почитувани гледачи, тоа беа предвидените содржини за ова издание на емисијата Профит. Довидување.